nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krvta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide volja to tvoja, kako na nebo to, taka i na zemlja ta. Taka ivo moje to srce, taka ivo tvoje to srce. Lebot naš naslušen, daj ni go i denes, te moli me. Lebot naš naslušen, daj ni go i denes. I ne vovedi vo iskušenije, pomogni mi da izlezeme od iskušenije. I izbavi ne od lukaviot. Izbavi ne od lukaviot. Lukaviot. Znajte, Isus mu veli na Petar, begaj od mene, satano. Zašto go misliš to što je čovečko, a ne to što je Božjo, бидејќи тој се спротивставува на Божјата волја. Знаете, и избави не од лукавиот, зашто Твое е царството. Значи, царството не е наше. Ние зборуваме за едно Божјо царство. Барајте го царството. Како се бара царството Божјо? Не собирајте богатство на земјата, туку собирајте богатство на небесата. Како се собира богатство на небесата? Љубејќи ги сите. Утешувајте се, например. Усовршувајте се. Радувајте се. Бидете во мир и љубете ги сите. Љубете ги сите. Бидете едномислени. Како? Па Исус не мислеше од себе, не зборуваше од себе. Отецот небесен зборуваше. Тој на едно место им вели, патот го знаете. А Филип му вели, патот не го знаеме. Јас сум патот. Исус му вели. Што значи тоа? Па тој ти го покажа патот. Тесната патека на љубовта. Патеката на простувањето. Патеката на неосудувањето. Јас сум патот. Вистината. Познајте ја вистината. Познајте ја вистината и ќе ве ослободи. Од што? Од прангите на сатаната. Од тоа што во вашето срце се не собрало. Ние зборуваме Јован 7 глава, потоа одеше Исус по Галилеја. Исус одеше и тие не го разбираа. Затоа што не сакаше да оди во Јудеја, бидејќи јудејците сакаа да го убијат. Пази, јудејците кои го знаат Словото, гордите јудејци,
Odatke Словото, не доаѓаат ке Исус, го распна Исус, го убија Исус. Значи, почетната категорија гордост на знаење. Јудејците сакаат да го убијат. Се приближуваше пак јудејскиот празник Сеници. Ние имаме јудејски празник, македонски празник, ваков празник. Денеска слават сатански празници, ноќ на вештерките. И потоа ќе се чудите што се случува со вас. Тогаш браќата негови му рекоа на Исус: излези од овде и оди во Јудеја, тај учениците твои да ги видат делата. Да видам, па ќе поверувам. Блажени се оние што не видува. Тој врши дела, тие се уште не веруваат. Знаете, се случува, ќе се молиш со некого, ќе го донесе Исус, ќе се исцели, после вика, па добро, може се исцели само од себе. Потоа не верува, повторно се враќа. И се повторно има проблеми. Еднаш се исцели ногата, еднаш друг пат, сега срцето. И сега јас дали да појдам да се молам, да го донесам до Исус, или да чекам тој да избере. Дали да го оставам така? Знаете, тој знаеше дека се исцели. 2-3 пати доаѓаше на средбите, пееше, крена раце, се исцели, пак се врати, пак се исцели, пак се врати. И сега оди ми кажува на операција за срце. Знаете, сакам да му речам, ајде да се молиме. Дали јас треба да го натерам? Или тој самиот да каже, веќе 2 пати се исцелил, ова е 3 пат. Зашто никој не прави нешто тајно кога сака да се прочуе. Ако ти ги вршаш овие работи, тогаш покажи се пред светот. За Господ се е откриено, се скриено е откриено. Зашто и браќата негови не веруваа во него. Тие најблиските не веруваат. Знаете, се случува проклетство во семејство. Едниот е баптист, другиот е Јеховин сведок, третиот нема верба. Ова другите ништо не веруваат, им умираат на едните машки деца. На другите им умираат женски деца, многу блиски. Луѓе кои ги гледам, се обидувам да им кажам. Знаете, Исус вели, со очите не гледаат, со ушите не слушаат. Тоа е тоа. Да со срцето да разберат. Како да разбереш со срцето? Тоа е тоа. Па да се покајат. Да се покајат и да ги исцелам. А на тоа Исус им одговори: моето време уште не е дојдено, а за вас времето секогаш е годно. Тој има време кога треба да се изврши Божјата слава. Оче, дојде часот. Оче, дојде часот да се прослави Синот Твој. Слезе една песна, ја пееме во групата. А на тоа Исус им одговори: моето време уште не е дојдено, а за вас времето. За кого се тие вас? Па сите ние. Секој ден е изгубен ден без љубовта Исусова. Без да собираш богатство на небесато, да ги љубиш сите. Утешувајте се, усовршувајте се, радувајте се, бидете едномислени, живејте во мир. И Бог на љубовта и мирот ќе биде со вас. За Бог да биде со нас. Светот вас не може да ве мрази, а мене ме мрази. Исус зборува, зашто јас сведочам за него, дека делата му се лоши. Јован викаше: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Може би вие сега ќе викате како Јован, гласот на оној што вика во пустината. И тогаш нема да ве сакаат. Вие отидете на овој празник, но Бог ве љуби. Татко ти и мајка ти те оставија, но јас не те оставам, вели Господ. Јас нема да излезам на овој празник, зашто времето мое се уште не се исполнило, им вели Исус. Исус не дејствува само од себе. Тој дејствува во духот на Отецот, значи комплетно се препушта на водство, се исполнува со неговата љубов и тогаш почнува да го просветлува своето тело, дури, бидејќи човекот има облека од кожа, тоа е телото. Кафес, наметка. Има духовно тело кое се враќа, во кое се гледа дали има љубов во срцето. Откако го рече, тоа остана во Галилеја, но што му отидоа браќата негови, Исус на празникот, тој отиде на празникот сам, но не јавно, туку некако скришум, а јудејците го бараа на празникот и велеа: каде е оној?
што прави чуда, што исцелува. И многу расправи имаше меѓу народот за него. Едни зборуваат добар е, други велеа не, туку го измамува народот. Сите знаат се, значи јадат од дрвото на познанието на доброто и злото, но никој не зборуваше за него отворено поради страф од јудејците. Јудејците возгордеани дека се Божји народ го убиваат оној кој ги направи Божји народ. Ја убиваат љубовта, а на средината од празникот, на средината влезе Исус во храмот и почна да зборува и поучуваше, и се чудеа јудејците велејки како ги познава овој книгите, кога не ги учал. Епа тоа е суштината. Луѓето ги учат книгите и не ги познаваат, го распнуваат Исус. А Исус им одговори, учењето мое, ни моето не е мое, туку на оној што ме пратил. Значи, вие зборувате од себе, ги толкувате писмата, се делите во деноминации, поделена црква, поделен Исус, сатанска збирштина, лажни синагоги. А тој зборува од духот на оној што му пратил. И ако некој сака да ја врши, продолжува Исус, волјата негова, Божјата волја на Таткото Небесен, ќе разбере дали е ова учење од Бога. Или јас само од себе зборувам. Значи, ти зборуваш само од себе. Одиш во школи, учиш за Словото, а не можеш да ги љубиш сите. Не си им простил на сите. Не ја претрпуваш штетата. Не си го завртил и другиот по образ. Не ја прифаќаш со радост Божјата волја. Утешувајте се, плачете со расплаканите. Радувајте се со радосните, те сакам Господи Исусе Христе. Кој говори само од себе, пазете, говориш само од себе, тој си ја бара својата слава. Татко мој, зборувај ти низ мене, не да зборувам јас од себе. Кој ја бара славата на оној што го пратил. Пазете, Исус е пратен. И тие му даваат локално, и он не може да го разберат телесно. Евреин ваков таков, а тие го убиваат. Тој е од озгора, ние сме од оздола. Јас не сум од овој свет, им вели. Моето царство не е од овој свет. Луѓето размислуваат телесно. Кој говори само од себе, тој си ја бара својата слава. Се однесува на проповедници, на овие луѓе што цитираат, говорат сами од себе. Кој ја бара славата на оној што го пратил? Исус, тој е вистините. Славата е на Отецот Небесен и Исус Христос. И во него нема неправда. Зар не ви го даде Мојсеј законот, но никој од вас и од нас, 10 Божи заповеди, не го исполнува законот. Зашто не може, немаш сили, немаш љубов без Исус, не можеш да се промениш. Врзан си со сатанската природа, врзан си во телесниот човек, во паднатата природа. Исус им вели, зошто сакате да ме убиете? Бидејќи Исус не зборува само од себе, тоа го говори семокниот Бог. На избраниот народ го убие својот Бог. Земно гледано, Бог не е нивни, туку е на сите, тој создал се. И евреите, и неевреите, и македонците, и грците, србите, бугарите, арнаутите, шиптарите, кои сакаат да растргнат еден народ кој го запишал Бог, како например македонците. И се покажуваат својата сатанска природа. Народот одговори и рече, демонот е во тебе. Некои деноминации само се занимаваат со литература, појма немаат за демони. Појма немаат низ што се соочуваме ние. За духовниот свет одговори Исус и им рече, едно дело извршив. И сите се чудите, ние сме во војна за души. Исус им вели на апостолите, некои деноминации мислат дека се спасени по благодат и не треба ништо да прават. Исус им вели, појдете ќе ве направам ловци на луѓе, а тие се уште ловат риби. Тоа е метафора. Некој нешто едно лови, друг друго, трето. Ловци, рибари. Тој им вели, дојдете ќе ве направам ловци на луѓе, за Исуса Христа да собираш богатство на небесата. Мојсеј ви го даде обрезанието,
Не затоа што тоа е од Мојсей се обрезуваат и муслиманите и евреите и се убиваат, туку од татковците. А вие во сабота обрезувате човек. Значи на Мојсей му се дава знак на секој машко дете да го обреже во крајот на телото. Ако човек се обрезува во сабота, имам една друга црква саботари, не работат во сабота. Се разбрале еден дел од Библијата. Во сабота нема да љубам сега, ќе чекаме. Не. Ако човек се обрезува во сабота за да не се наруши законот Мојсеев, на мене ли се гневите што цел човек излекува во сабота? Тој излекува болен во сабота, зарем да го остави да умре? Каков е тој закон? Во сабота да го оставиш човекот да умре ако е болен. Не судете според надворешноста, туку судете со праведен суд. Со други зборови тоа значи одмаздата е моја, јас ќе отплатам, вели Господ. Јас сум судијата, Исус е судијата, односно не судете, за да не бидете судени. Благословувајте ги оние што ве гонат. Благословувајте ги оние што ве колнат. Блажени сте и вие кога ќе ве гонат. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат лажно заради Таткото Небесен Исус. Тогаш некој од Ерусалим рекоа, нели е овој што го бараат да го убијат? Писмознанците бараат да го убијат Исус. Тоа покажува дека тие не го познаваат писмото. Кога човек мисли дека го познава Словото и писмото, тој не го познава. Бидете сигурни дека е така. Почетната позиција е да клекнеш на колена пред Исус. Отвори ми ги словата, мој Боже, и тогаш да зборуваш. Бидејќи јас не можам да зборувам само од себе, да ја барам својата слава. Замислете, ова е Божјо Слово и јас да го толкувам само од себе, не со духот на мојот Отец. Ете јавно говори и ништо не му велат, да не се увериле и началниците дека е тој на вистина Христос. Тие не можат да познаат, иако ги знаат Словата. Ги знаат телесно и затоа оној стих Словото убива. Словото убива. Нив ги убива, бидејќи е мртво. Без дух тоа Слово е мртво. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Но овој го знаеме од каде е, кога ќе дојде Христос, значи знаат дека ќе дојде. Никој не ќе знае од каде е, дојде кај своите и своите не го примија. Не го познаа, не го примија. Тогаш Исус, поучувајќи во храмот, извика гласно и рече, и мене ме познавате и знаете од каде сум, но сам од себе не дојдов. Тоа е поентата, да не дојдеш ти сам од себе да зборуваш, да правиш, да ловиш риби од левата страна, од десната страна, во сила. Туку тој што ме прати е вистинскиот. Значи апостолите ловат, не фаќаат риби, Исус се појавува, веќе воскреснат, не го познават, им вели фрлете од десната страна во сила. Исус е од десната страна. Но сам од себе не дојдов, туку тој што ме прати е вистинскиот Бог Татко. Него вие не го познавате, зашто? Зашто кој го познава Отецот? Синот го познава и Отецот. Кој не го познава Синот, не го познава Отецот. Некои религии велат, Бог нема син. Има синови и керки Божи, сите сме тоа, но некои се сега синови Божи, а некои се синови човечки, бидејќи се падната природа. Имаат премногу спротиставеност и нељубов во себе си. Јас пак го знам, зашто сум од Него и јас, и тој ме прати. Татко мој прати ме и денеска да служам, што да направам денес за Тебе, Господи Исусе Христе. Тогаш сакаа да го фатат, но никој не кладе рака на Него, бидејќи уште не беше дошол часот Негов. Секој има свој час, но за нас времето секогаш е годно да љубиме, да собираме богатство на небесата, да им простиме на сите, никого да не осудуваме, да ја прифатиме Божјата волја, да се покаеме за гревовите на нашите предци. И мнозина од народот поверуваа во Него и велеа, кога ќе дојде Христос, зар ќе направи поголеми чуда, отколку што направи овој? Едни веруваат во чудата. Чуја фарисеите дека народот така зборува, значи фарисеи, садукеи, свештеници, израелски, па испратија фарисеите и првосвештениците слуги да го фатат. Ете, тие зборуваат сами од себе, не го познаваат Отецот ни Исус. Тогаш Исус им рече, и се уште живеат во златното теле, иако го цитираат и озвучуваат Словото на телесно ниво, тоа е Слово кое убива,
бидејќи без дух телото е мртво и словото без дух е мртво. Тогаш Исус им рече: уште малку време сум со вас. Уште малку време. Потоа ќе отидам кај оној кој ме прати. Пазете, секој од нас на земјата има малку време. Сатаната е фрлен на земјата, има малку време. Тоа сме сите ние. Секој ден загубен. Да го повикаш Исус, кој ќе го повика моето, Исусовото име ќе биде спасен. Но не да го повикаш само телесно. Во срцето да разберат, со срцето, со сиот свој разум, со сета своја душа, со сето своје срце, со сета своја сила, те љубам, Исусе. А јудејците си рекоа меѓу себе: каде што ќе бидам јас, ќе ме барате и нема да ме најдете. Вели Исус: каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. Без љубов, без простување, без собирање богатство на небесата. Јудејците си рекоа меѓу себе: каде ќе оди овој, да не можеме да го најдеме. Видите, тие не разбираат телесно. Пази, тоа се луѓе што го знаат словото, што го проучувале, ги раскажуваат приказките од Мојсија, Аврам. Каде ќе оди овој, да не можеме да го најдеме, да не сака да оди при раселените меѓу елините, па да ги поучува македонците, па и тамо појде кај македонците. Што значат овие зборови: ќе ме барате и не ќе ме најдете? Кога ќе помине вашето време, ќе ви биде тешко. Телото оди во земја, сваќате, разбирате дека силата не е ваша, животот го дава Исус. И потоа ќе немате сила на другата страна. Ќе поминете низ оган, ако сте оган на љубовта, ќе горите заедно со огнот, одите во Божјото царство. Ако немате љубов, согорувате и се враќате. Бог знае во тело или без тело. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. Слава ти, Господи Исусе Христе. Во последниот ден, голем дел од празникот тие го распнуваат. Застана Исус и извика со силен глас, велејки: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Ните кога се потопува тој во вода, зборува за дух. Кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Треба да бидете жедни за љубовта Исусова. Кој верува во мене, пазете Исус, како што е речено во писмото, кое тие го знаат, а го распнуваат Исус, од неговата утрова ќе потечат реки од жива вода. Жива вода е духот свети, духот утешител, духот на вистината. Ова го рече за духот, кого што ќе го примат оние кои веруваат во него. Духот ќе го примат оние кои веруваат во него. А што значи да се верува, да се цитира, само да се седи, да се чека? Не, да се чекори со Исус. Да утешувајте се, радувајте се, усовршувајте се. Бидете едномислени, живејте во мир. И духо остави све земно и врви по себе. Претрпија штетата, не осудувај, прости. Повеќе категории на усовршување во љубовта. Духот кого што ќе го примат оние кои веруваат во него. И тоа е добро прашање. Луѓето мислат веруваат декларативно. Одат во црква, пеат песни, цитираат. А немаат доволно љубов, бидејќи не го примиле Исус во срцето. А немаат доволно љубов, бидејќи не сте го примиле Исус, бидејќи вие самите немате љубов, ви имате само себељубие. И доаѓате сами од себе, ја барате својата слава. Цитирате стихови од својата слава. Наместо да молчите, да чекате Исус да ви зборува, Отецот, Духот на нашиот Отец, бидејќи Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус не беше прославен. А мнозина од народот, кога ги чуја овие зборови, рекоа: навистина ова е пророк. Други пак велеа: ово е Христос. Некој рекоа: зар од Галилеја ќе дојде Христос? Нели е речено кога луѓето немаат пастир, како во Македонија? Големи цркви, мали. Секој го бара чарето, секој размислува со своја глава, јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото. И нема да може да јаде од дрвото на животот, додека не поверува во Исус. Тоа значи комплетно да му се предадеш и тој да владее, тој да зборува, тој да ги врши делата. Нели е речено во писмото дека Христос ќе дојде од семето Давидово, од градчето Витлеем, од каде што беше Давид? Тие се занимаваат со раскажување на приказки. Што рекол Аврам, што рекол тој, како оној во печката бил, како тој скокнал, станал, како се исцелил, како се борел со ангелот.
разкажуваат приказки, а не умеат да љубат. И го распнаа Исуса. Го убија Исуса, не го познаа Исуса, а велат дека се негов народ. И така настана меѓу народот раздор за него. Некои од нив сакаат да го фатат, но никој не стави рака врз него. Дојдоа пак слугите кај првосвештениците и фарисеите и овие им рекоа: зошто не го доведовте? А слугите одговорија: никогаш човек не говорел така како овој човек. Кога ќе зборува духовен човек, се сеќава сила. Вие сакате да го слушате, имате мир, има љубов, сеќавате. Тоа не е тоа. Не сум јас, не е Исус. Духот на нашиот Отец, било кој што зборува во мир, што го исцелува вашето срце, е Духот на нашиот Отец кој е љубов, безусловна љубов. Љубовта никогаш не престанува. Милоста негова е вечна. Ние имаме чувство на љубов. Сега сакам, сега не сакам. Не, тој сака. Тоа е природа. Бог е љубов, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Тогаш им одговорија фарисеите: да не се прелагавте и вие, фарисеите, садукеите, се секогаш против Исус и секогаш ќе бидат против некој што е во Исус, што има дух, затоа што тие мислат дека Исус е собственост на одредена каста која го проучува Словото, која убила, а го нема духот кој животворува. Затоа црквите се мртви. Затоа нема вера. Ќе најдам ли вера кога ќе дојдам повторно на земјата? Затоа се последни времења, љубовта се излади. Но овој народ што не го знае законот е проклет. Тие го знаат законот, 10 Божи заповеди не можат да ги исполнат. Луѓето немаат вера, не веруваат во ништо. Собираат богатство на земјата, каде што ги јаде молесот и рѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Никодим пак кој беше отишол кај него ноќе. Луѓето се плашат да исповедаат вера. А беше еден од нив им рече: осудува ли нашиот закон човек додека најнапред него сослушаат и не дознаат што прави? Никодим оди навечер кај него да не го видат, а тие му одговори и рекоа: данеси и ти од Галилеја. Испитај и ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува. Тие се занимаваат со географија. Галилеја, Витлеем, Армакедонската битка, каде е Армакедон? Таму, ваму. Ние зборуваме за духовна состојба. И секој си отиде, секој ќе си отиде во својот дом. Во својот дом. Мојот дом, јас не сум од овој свет. Јас сум од озгора, вие сте од моето царство, не од овој свет. Овој свет ќе замине наскоро, ќе помине низ оган, низ огнот на љубовта. И еден ден ќе застанете пред Исус, ќе разберете кога ќе изгубите силата, или претходно ќе паднете болни. Болеста тогаш за вас е благослов, да се сетите на Бог, да ја спасите душата. Зашто земното, гревовното телото што е од земја се враќа во земја, а душата оди на суд пред Бога. И тогаш ќе се види дали имате љубов, дали сте љубеле како Исус. Значи, дали верувате во Него. Да веруваш во Исус значи да љубиш како Исус. И тогаш ќе имаш дух и сила и ангели ќе ти служат. И нема да мрмориш и да се жалиш и ќе ги љубиш сите. Останете во мир и љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те молам за исцелување на сите оние што ќе клекнат сега на колена и ќе речат: прости ми, татко, не знаев што правам. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. Ја прифаќам Божјата волја во мојот живот. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. И го барам Царството Божјо за се да ми се придаде. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Те сакаме, Господе Исусе Христе, златен Исусе, татко наш, Исусе, напред, мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда,
ste vo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči